Мојот гостин, почитуваниот професор Мирлјоп Шукаров е тука во студиото, а јас го замолив да се видиме малку да поразговараме, бидејќи тој е еден од експертите кога се пензиските фондови во прашање, пензиското осигурување, пензиите воопшто и така натаму. Господин Шукарев, професоре Шукарев, се извинувам, како гледате на оваа сега актуелна една полемика околу од едната страна, има во тоа многу политика, се разбира во собранието, едни притискаат како се намали, се зголемија, се извинувам, минималните плати, така да одат и пензиите и другите плати и така натаму, едните притискаат веднаш, не знам што, владата најавува желба за нова методологија. Како гледате вие на целиот тој проблем? Па вака, прво, не се чувствувам експерт за пензиски систем. Јас сум ве слушал често на тие теми и затоа велам. Почнав да се бавам со ова прашање, со пензиите, особено со нашиот систем, некаде 2016 година, значи во едно критично време, но повеќе од аспект на макроекономија. Утврдивме дека во една анализа, едно истражување, утврдивме дека пензиите се многу значаен growth фактор, значи growth driver, фактор на раст, особено во Македонија, затоа што пензискиот фонд е обилен. Затоа велам дека пензискиот фонд и фондовите воопшто пензиски имаат голема социјална, економска, а и политичка димензија. Еве тука е прашањето кој што придвижување на целиот круг во општеството. Апсолутно. Пензиите во Македонија се некаде околу 13, нешто проценти од бруто домашниот производ. Мислите која е таа маса ако буџетот е 23-4%, е половина буџет. Значи, многу голема ставка се пензиите и многу се значајни. Од нив може да има мултипликационен ефект, може да има сериозен и значаен развојен импулс. Токму затоа пензиите мора да се користат во правилна насока и да бидат грешка во пензискиот систем се гледа, се забележува после 20 години. А тогаш нема време последиците тогаш се точно така. Тогаш нема време плов да се вратиме назад па да ги поправиме системите. Памтам една ваша изјава 2017 година, рековте дека проблемите во пензискиот фонд ќе се решаваат и со зголемената смртност кај пензионерите, бидејќи тоа е за жал циклусот на како тоа прашање се решава, го допира и овој фактор. Точно така, тоа може би бизарно прашање, меѓутоа е многу значајно затоа што тоа е таа социјална димензија на пензиите. Пензиите покрај друго се доходи, приходи на најранливите категории на граѓани. Прво, тие не можат да ја поправат својата доходна позиција, не може да се преквалификуваат, да си дополнат, да речеме, 8 часа, па не им достасува доходот, па ајде уште 2 часа ќе се работиме, ќе најдеме дополнителен приход. Они не можат. Прилично се ранливи. Значи, тие можат да го решаваат прашањето на својата екзистенција единствено со преструктурирање на потрошувачката. Немаат можност доходот. Во смисла да штедат, што? Точно така. Значи, од една категорија... Ако нешто правеле, да не прават зато што ги чини. Апсолутно. Од една категорија на трошоци да се сведат на уште по екзистенцијални трошоци. По екзистенцијални. И тога ја зголемува социјалната тензија, социјалната енергија. И тоа може да биде да произведе и одреден политички ефект. Поготово во Македонија 325.000 пензионери кои што може, особено во предизборен период, некој манипулант политички, меѓутоа со право, а се разбира колку се влошува работа на најранливите категории, тие веднаш се свртуваат кон опозицијата. Добро, но сега всушност се дебатира опозицијата, кој вчера излезе со став дека дури 20% еден од 5 пензионери зима некаква минимална пензија која е отприлика околу 11.000 денари и така натаму, но сега целата оваа дебата е именно покрената заради покачување на пензиите. Колку е од ваш макроаспект во состојба државата да реално направи таков еден исчек да покри минималните плати сега и пензиите, бидејќи самиот велите 300.000 луѓе се опрашаат. Ајде да се вратиме малку назад во 2016 кога ја правевме анализата. Јас после нашиот разговор вчерашен погледав малку во бројките и видов дека тие бројки што тогаш беа екстраполација, значи во иднина, 5-6 години во иднина, денес е реалност. Кога ги читам како да сме биле во иднината. Значи буквално се тие бројките добро сме ги погодиле. И растот и бруто домашниот производ и бројот на пензионери и бројот на осигуреници се. Во тоа време пензискиот фонд изгуби главен адут, значи изворот на финансирање.
Тоа беше кога се правеше реформата пензиска 2000 година, 2006 почна да се применува. Тогаш се намали придонесот за пензиско осигурување социјално од 20,5 на 19, па после тоа на 18, ама не е само толку. Од овие 18 се формираше и втор столб, од кој што 6% оде во вториот столб. Значи, пензискиот фонд беше осакатен од 20 на проценти на 12 и нормално да се појави голем дефицит во фондот. Нормално е да почнат да луѓето да разговараат, да дебатираат околу тоа како да се поправи. Затоа што веќе буџетот тогаш почна да партиципира. 2006 година партиципираше буџетот со 27%. 2016 дојдовме до 44%. Да, тоа е огромна ставка. Огромно е. Сега замислите, денес веќе не е 44, е 37. Но и 37 е многу големо. Добро, тоа ќе паѓа како тренд надолу. Сега тогаш, во тоа време, се јавија неколку размислувања како да се поправи состојбата. Некои заговараа, особено странците од Светска банка, од ЕМФ, заговараа да се продолжи работниот век. Да, тоа не се прифати. Јас знам дека тогаш се водеа, дури би рекол и жестоки полемики, тоа е 2016, 17, 18 можеби. Да. Имаше еден таков, го разгледувавме тоа прашање како дали може и што ќе се добие и од социјален и од друг аспект. Не е тоа само еден аспект. Ќе го зголемиш работниот век и си го решил проблемот. Не е точно. А вториот беше да се имаше еден професор од економски факултет кој што заговараше да овие 6% им се земат на приватните фондови за да може да се алиментира државниот фонд. Ние нашата анализа покажа или пак стапката да се зголеми, не? Нашата анализа покажа дека треба да се биде трпелив, дека демографскиот тренд е таков да малку треба да се стрпиме, еден дел, бидејќи државата или владата го направи тој удар, системот го преструктурира во пензискиот фонд, така што тие мораат да го поднесат товарот на покривање на дефицитот во пензискиот фонд. И тоа го направи од буџет. Нашите анализи покажаа дека тоа ќе се намалува се повеќе и повеќе. Јас ќе ви кажам податок. 2015 година бројот на нови пензионери и починати, за жал, тоа е реалноста, разликата меѓу нив беше некаде околу скоро 20.000. 16 се намалуваше. Во која смисла 20.000? Повеќе нови пензионери од колку почина. Да. Тоа сакам. Во 21 година имаме 2800 е разликата. Значи тоа е драматичен пат, да. Па да, ќе се намалува. Претпоставам дека за жал и короната ќе влие врз овие, бидејќи сепак едно постаро население е жртва на. Па ние малку и го поминавме овој период, доста тежок, тој се одрази баш на најстарото население во Македонија. Меѓутоа, без разлика на тоа, старосната структура е таква да морталитетот на таа група население ќе биде посилен и мислам појак, поинтензивен и поинтензивен. Нормално. Повеќе умираат 100 годишњаци него 18 годишњаци. Тоа е нормално, тоа е природно, тоа е така. И тој тренд ќе се задржи. Прашањето е дали има можност за овој тренд да се протурка понатаму. Нашите анализи од тоа време, а гледам и денеска, ако ги повторам, добро, се направи меѓувреме и некои други измени во пензискиот фонд. Например, се внесуваат осигуреници кои што ниту еден ден не платиле фонд. Нашиот фонд и пристап кон фондот е фондовски. Кога ќе одите да се пензионирате, треба да ги донесете М1, М2, М4 образците, да докажете колку пари сте внеле во фондот. И тогаш стручњаците од пензискиот фонд ќе ви израчунаат, ќе ви пресметаат колку ќе добиете пенсија. Сега се заговара и една социјална, да кажем, категорија, да е социјален пристап, да и луѓе кои што никогаш можеби не придонесува или многу малку сепак да бидат така е обезбедени во староста. Се согласувам, но тоа се социјални фондови, а не во пензискиот фонд. Втора една социјална драматична слика е во моментот кога највисоките пензии се пресметуваат, тие се пресметуваат, ќе добиете решение во кое што пишува имате право на пензија 150.000. Па потоа уште една корекција ќе ви кажат, да, ама корекцијата е на 100, па корекција кон горе со трошоци на живот ќе биде негде 110-120.000. Арно, највисоката пензија во Македонија е толкава и ќе добиете 2 до 3 пати помалку.
Така. Значи во стартот се води таа социјална политика и во пензискиот фонд, значи се елиминира фондовската логика. А гледам сега исто така почнуваат да заговараат некои политики да се измени системот на пензиското и социјалното осигурување, каде што социјалната компонента ќе добие повеќе на значење. Или има една партија која што притиска најмногу да растат најмалите плати, а најмалку, значи веќе се изместува проблемот што утре задутре ќе има граѓани кои што се многу рационални граѓаните, а особено тие со повисоки доходи се многу порационални. Ќе имат последици, мислите, од ова во однос на пензиите? Па дефинитивно. Идните генерации, еве ние веќе не можеме, меѓутоа идните генерации ќе почнат да бараат да потпишуваат договори за пониска плата, а да се компензира разликата со договор за дело, кој ќе плаќаат само персоналот. Значи, ако се измести логиката фондовска во социјална, тогаш имаме навистина голем проблем со самиот систем. А гледам дека во таа насока што не е добро. Добро, да ве прашам, бидејќи и со времето сме привршуваме, по вашите проценки одржлив е моделот, па без разлика дури како ќе го договорат ново крупното купче на пари, од една страна се повеќе се задолжуваме, критиките се такви, поминуваме низ разни кризи и така натаму. Од друга страна, мора и сега велите 36% од фондот се полни со државниот буџет. Како е тоа на некој среден рок? Одржлива ли е целата ситуација? Одржлива е, ќе паѓа, тој процент ќе паѓа се повеќе. И повеќе нашата проценка беше дека 30-те година, 30-та година, веќе ќе биде самостоен одржлив пензискиот фонд и тогаш веќе мора да се размислува за тоа да се зголемува стапката за трансфер кон приватниот фонд. Оти тие ќе имаат проблем ако останат само на овие извори. Сега во овој момент со самото тоа што се качи веќе за 100% минималната плата од 9.000 на 18 последната измена, бидејќи и најмалите плати плаќаат придонеси во пензиско и здравствено, и веќе ќе се зголеми придонесот за пензиско осигурување, што е, нели, добро за одржливоста на пензискиот фонд. Меѓутоа, погледнете се какви се барањата за промена на пензиската позиција на пензионерите. Корекцијата на пензиите е 2,9%. Погледнете ги, платите се 7% се зголемени. Тоа не е во ред, дискрепанца. Ако погледнете таа дури во однос на инфлацијата се чини, особено со оваа огромна инфлација што сега се точно така и таа влегува и на голема врата кај трошоците на живот. Последната информација е дека трошоците на живот во Македонија, веројатно заради таа базична инфлација, се зголемени за 1,5% од декември до јануари. Тоа е на 20% на годишно, повеќе од 20% на годишно. Добро, што е право се очекува тоа да се смири, бидејќи е токму сега баш периодот кога е најжестоката криза, да кажем, и околу сето ова, но тоа е сепак многу високо. Огромно, но не е само тоа. Погледнете ги трошоците на живот од јануари минатата година до јануари оваа година. Да, тоа сите го чувствуваме. Струја, комунални, храна, транспортни услуги. Точно тоа што ги товари пензионерите. Тие не се заинтересирани многу за тоа дека се паднати цените или трошоците на меѓународниот авиотранспорт. Да. Или цените на диаманти или на Ферари во свет. Баш им ја гај. Но се заинтересирани за храна, а храната е голем дел нивен товар на нивниот пензиски, на структурата на пензискиот, распределбата на трошоците нивни. Така што ова прашање мора да се третира, многу е сериозно. И не може да остане на 2,9, затоа што ви реков, политичката канонада што ќе настане, ќе биде поразителна. Особено во предизбори. Апсолутно. Нема власт што сака тоа да си го приреди. 325.000 гласачи потенцијални, и тоа со голема гласачка мобилизација, би се рекло, мислам, тие излегуваат во голем процент. Професор Милјо Пшукаров, ви благодарам за ова утринско брифирање. Осветливме некои аспекти кои што сигурен сум ќе бидат актуелни деновиве, бидејќи баш околу тоа, ако ништо друго, барем владата почнува еден диалог на таа тема со сите заинтересирани, како што тоа го направи со минималните плати, и можеби тоа вистинскиот пат да се дојде до некакви позначени реформи. Ви благодарам за ова гостување.